Ни студеното време, ветрот и снегот не ги спасија жителите на Македонија од загадениот воздух. Повторно PM10 частичките кои се почесто се над 5 пати над дозволеното, лебдат во воздухот. Според попладнивните мерења на воздухот, во центар во Скопје беа измерени 221 PM10 частички на метар кубен, во Карпаш 183, Ректорат 240, Битола 238, Гостевар 200, а пак во Кичево 208 PM10 частички. Граѓаните и оваа година се молат за делотворни мерки кои ќе го расчистат загадениот воздух, кои се којдневно ги полни болниците. Велат воздухот во Македонија се чини дека е позагаден кога некоја политичка партија е во опозиција. Односно велат дека очекувале дека критиките кои СДСМ ги давала како опозиција во врска со воздухот, тие самите ќе ги коригираат, бидејќи борбата за чист воздух била еден од главните адути во предизборните кампањи на СДСМ. Ова е воздухот во главниот град на Македонија. Ова е сликата за нашиот град. Прва, наитна, приоритетна, алармантна мерка за намалување на загадувањето на воздухот е итната промена на власт. Нашето здравје, вашето здравје, потребата за чист воздух и чиста вода за пиење се наша света должност и наша обврска. Да има чиста вода за пиење до секој дом. Да дишеме чист воздух, затоа што нема слобода и живот без чист воздух. Светските истражувачи велат дека загадувањето на воздухот го намалува животниот век во просек за 1,8 години по човек, правејќи го најголем убиец во светот. Универзитетот во Чикаго преку индексот за квалитет на воздухот, истражувајќи делови во Индија, со чии градови македонските се борат за првите места на црната листа, дојде резултат дека луѓето таму ќе живеат 11 години помалку поради високото загадување на воздухот. Македонија е дел од државите со слаб квалитет на воздухот. Мерните станици широм државата нечесто функционираат, а властите зборуваат дека превземаат мерки за да го исчистат воздухот, но за сега значајни промени нема.